Бонд секогаш беше коцкар. Го сакаше сувиот звук на мешањето карти и постојаната несочувствителна драма на тивките фигури околу зелените маси. Го сакаше строгиот, детално дизајниран комфор на казината, добро тапацираните фотели, чашта шампањ или виски крај лактот, тивкото внимание и низбрзаните движења на добрите келнери. Беше восхитен од непристрасноста на топчето на рулет на картите и од нивната бесконечна каприциозност. Најмногу од се му се допајаше што тука секој си е самиот крив. Среќата е слугинка и не господарка. Вака го опишува својот лик Јан Флеминг. Сите ги знаеме филмските верзии на сцените. Згодниот таен агент се станува крај коцкарската маса, околу која се насобрале сомнителни и богати типови. Низ казината во Монте Карло, Азербејџан или Лас Вегас, играјќи бакара, рулет или блекџек, тој или победува или стратешки се повлекува точно тогаш кога треба. Неговата рационалност е атрактивна, ги нервира опонентите, а ги возбудува дури најстудените убавици околу масата. Често со некој од нив заминува во ноќите. Јас сум Милина Јакимовска. Во оваа прва епизода од третата сезона на подкастот Обични луѓе ќе видиме колку држи нашата стереотипна замисла за она што се случува во замрачените простории на казината. Джеймс Бондовска елеганција или Содома и Гомора? Само игра или тешка зависност? Останете со нас. Коцката е фрлена. Па има убаво, има многу убави случаи. Всушност тоа таму е некоја посебна зона. Самото влегување во касино, кога ќе го чуете звукот на топчето во рулетот, ти го менува светот. Некој посебен свет е тоа таму. Нема часовници под зидовите. И секој е загледан во бројките, ништо освен бројките не гледа. Дури и тие од таа страна и ние од оваа страна на столот. Ова е Гордана, по образование моја колешка етнолог. Откако по дипломирањето не можела да најде работа според професијата, одлучила да ја промени. Почнала случајно, но траело следните 10 години. Сосема случајно, во конкретно 80-тите беше многу популарно да се оди во Лондон на работа. Бев таму некои 2 години и кога се вратив, не знаев што да правам. Како дипломиран етнолог немаше шанси да најдем работа. И случајно излезе конкурс, бараат крупиери во касино. Навистина не знаев што е тоа. Се пријави во хотел Континентал во касиното се одвиваше обуката. Обуката би требало да трае некој месец-два, меѓутоа нашата се пролонгира, па бевме добри 6 месеци на обука. Беше тоа уствари подготвителна обука не само во хотел Континентал да се работи во касиното, туку има намера да отворат касино во Дојран, бидејќи таму идат многу грци и не спремаа за таа игра таму. Ете, сосема случајно станав крупие. Како изгледала една типична работна вечер? Вообичаено се доаѓа на работа, имаме своја просторија каде што седиме во паузи, бидејќи работата на крупиерот трае 20 минути. 20 минути си на стол, а потоа одиш на пауза. Ако има голема игра, ако има гужва, ако има повеќе столови работа, тогаш паузата е 20 минути, меѓутоа почесто одиш на стол, на работа, на игра
и се случува некогаш да ги добиеш 20 минути пауза после саат и пол. Меѓутоа, ако има игра. Вообичаено е, доаѓаш, пиеш кафе, шефот или питбосот те распоредува на кој стол ќе стоиш, понекогаш и кога нема игра се стои на стол. На стол на рулет обично секогаш се тројца, и тоа дилерот или крупието, чипер кој ги собира жетоните и инспектор која следи играта. Нормално тука и питбосот кој е одговорен за сите столови. Работата е до 4, во 4 се затвара, значи си одат играчите, меѓутоа нашата работа тука не завршува, треба секој стол да се преброи, колку пари се внесени, на секој стол има дроп, така наречен, односно каса, во која ако играчот ти дава кеш парите, тука на лице место му ги менуваш и тие ги ставаш во касата. Значи, на крај на работното време треба да се преброи колку пари се влезени во столот, да се дадат на касата главна, таму се пребројува колку пари се внесени од касата, колку пари се искеширани, значи жетони дадени па се искеширани, и тука се доаѓа до крајниот резултат, колку е касиното во плюс или во минус. Исто така, на секоја игра, на секој стол, ние како крупиери обично знаеме да си побараме типс од играчите, особено кога добиваат, и тие ни даваат типс, односно бакшиш ни даваат во жетони, истите тие жетони се ставаат во тој дроп, во таа каса, на крај на вечерта се пребројува и тоа се тргаат тие пари на страна во касата, на крајот на месецот добиваме процент како крупиери, процент од тој типс.
Местото каде што седам снимајќи го ова, ги гледам нападните неонки на блиското казино, отворено на место на некогаш популарен салон за мебел. Спроти него има спортска обложувалница, а само 10 метри подолу уште едно казино со апарати. Нивните затемнети стакла прават да изгледаат тивки и празни, но внатре врие од играчи. Никогаш не било полесно да се коцкаш, но не било секогаш така. Тука во Скопје во тоа време законот беше дека местани, локалци не може да играат во касино. Меѓутоа сите правила имаат исклучоци, барем овдека на Балканов, така да имаше многу наши, а додека во Дојран кога работев беа исклучиво само грци. За нив посебно одеше комбе од хотелот и од касиното, до граница ги превземаше таму со комбе ќе ги донесе играчите, игра, после пак до крајот на работното време, после тоа ги разнесуваат, ги носат пак до граница, таму ги чека друго комбе, ги разнесува по дома, бидејќи они тогаш има забрана за отварање на касина во Грција и тие доаѓаа во Дојран. Дојран беше мека за нив. Во тоа време имаше 3 касина во Дојран и тоа беа големи и сите 3 одлично работеа. А викаш во тоа време законодавството не дозволуваше, сега дозволува? Сега дозволува, да. Сега се лиценцирани, тогаш не беа касината лиценцирани, немаше дозволи за работа, него имаш намера да си отвориш касино, имаш пари да го средиш. Не беше, во секој случај не беше регулирано со закон, а сега е веќе поинаку. Сега касината имаат лиценци, имаат обврска колку пари треба да имаат на банкната сметка. И не знам, веќе сега не сум веќе упатена како е законот во врска со касината, иако знам дека мора да бидат лиценцирани. Кои игри биле најпопуларни тогаш и дали крупиерите ги учеле сите? Па, не сите ги учат основните игри, а тука кај нас се најпопуларни рулетот и блекџекот. Она што го гледаме во филмовите за Лас Вегас, дека има крапс, па не знам уште мали милион други игри, овдека ги немаше во тоа време. Единствено имаше избор помеѓу неколкумина кои делеа покер. Тогаш беше популарен Американ покер. Сега по касината има и Texas Hold'em, и делат сите, така да основните игри беа тие, блекџек и рулет. На Гордана и поставив 2 прашања во едно. Кои биле најлошите случаи на кои присуствувала, а кои најсмешните? Лоши случаи има многу. Да не звучи како од лош филм амерички нискобуџетен, ама стварно доаѓа познати мафии, да речем, од Балканов и се среќаваат тука, па меѓу себе се расправа, па имаше вадење пистоли, имаше раци, кога доаѓаше полиција да бара и оружје и дрога меѓу играчите. Имаше, што знам, тоа ми е така полоши, да речем, полошо искуство, иако и тоа не беше нешто страшно. Има еден поранешен боксер кој губеше многу, па го дигаше цилиндерот, тоа е оној кругот каде што се врти топчето за да не бара каде има магнет, за тоа што никако да му падне на него. Ете тоа, такви некои случаи имало жени кои доаѓале да си ги бараат мажите, па имало домашни, брачни караници, тука сите сме биле сведоци. Имаше, да речеме, од жените, кога ќе изгуби, па вика, идам до дома да земам едно чекче, ама да не ме види ќерка ми вајда спие, па да не ме види ќе се вратам. Ако ме види ќе останам дома. Па нема да дојде или некојаш ќе дојде, ќе се врати. Има и почекчини виделе. Има смешни, има еден
сите го знаат, многу познат човек во градов, па и пошироко и во Југославија беше многу познат, кој знаеше да игра, дури држеше едно касино овдека во градот едно време, и кога ќе губи во друго касино, пошто во своето не може да игра, кога губи, знае да лаже дека таму му ги ставил, не ги ставило на 30-ка, се паднала 25-ка, на 25-ка му биле жетоните. И така знаеше да пее ој другови елмша, знаеше некои смешни лажги на кои ние се паѓавме смење, меѓутоа на него некогаш и му палеа. Ако ги кажам вака, има броеви, има игри во рулетот и, например, број со двата соседни кои се на цилиндерот, на нив типува, да речеме, по 5 евра. И меѓутоа на секој број на цилиндерот имате некој кој е во втората десетка, значи 11, 12, 13. И сега овој играчов фрла 5 евра, 25 евра, не е ни битно, фрла жетон и вика на 11, 2 со 2. Секако ќе падне некој со 11 и обавезно добиваше. Како да му докажеш дека не е така, ако во тоа ги користеше приликите кога е гужва, кога има повеќе играчи, кога не си сконцентриран, не можеш сите да ги следиш, и он знаеше така да фрли жетонци, да каже на 11, 2 по 2 и се ти мисли му кој број го кажал. Од она што го кажува Гога, излегува дека една од најважните карактеристики на крупиерот е да биде концентриран и да има добра меморија. Ова особено важело во време кога во казината немало камери со кои можело да се докаже некаква неправилност. Па да, мораш да ги гледаш што редат, може да се случи реди, а на оној што игра до него да му ги земе жетоните, да му ги тргне на друг број. Меѓу себе да се кошкаат. Може да сакаат да те збунат, па да ти фрлаат од еднашка 3/4, да ти ги фрлаат тие облози кои се на рулетот. Па ти треба да ги памтиш, пошто нема обележувач, овој бараше 5-ка, овој бараше 3-ка, овој бараше 28-ца. Треба да ги памтиш, а затоа има инспектор, затоа има и чипер да ти помогне некојаш да мисли за тебе. Така да има многу моменти на кои може да те фатат и уште ако те видат дека си избунет, играчите се многу безобразни, па уште толку ќе ти се навртат, па ти после мисли му е. Од филмските прикази на коцкањето, често сме гледале такви за дружини кои со помош на некаков нивен систем успеваат да ги празнат касите на казината. Некои од нив се наводно вистинити. Можно ли е такво нешто? Можно е, ама немам објаснение. Имаше една група белграѓани кои одеа низ Европа и на многу места има забрана за игра, веќе ги знаеа кои се. Чудо беа, они тројца ќе додат, едниот стои кај цилиндерот, кај кругот, на рулет е претежна игра, не претежно, него само на рулет игра. Едниот стои кај цилиндерот, едниот стои на дното, на масата, нели е долго навеста, најдоле, а едниот реди жетони. Значи, кога крупието ќе го пушти топчето, овој што стои кај цилиндерот кажува, да речеме, во Азен има 3 игри на цилиндерот, Орфан, во Азен и серија, и ќе му рече во Азен, он ги реди доле бројките, тој од другата страна ги реди, овој им објаснува, не, играј повеќе на тој број, да речем 28-ца, 29-ка, редат повеќе, таму на крај испаѓа на вистина тој број да падне. Како на вистина, не знам, необјаснимо ни беше на сите. Меѓутоа, они нема тука ни математика, не знам, логика нема, ама тие многу заработува.
Како, навистина не знам. Не знам, некои кажуваат дека ги имаат купено, дека се една група поранешни крупиери, кои ги имаат купено сите можни видови на цилиндри и ги имаат ставено во некоја просторија, не е касино, имаат вработено крупиери кои ќе вртат на рулети, само спинови вртат, а овие запишуваат на секој звук кој број паѓа. Иако мене тоа не ми е логично, бидејќи никогаш не можеш да утврдиш со која брзина ќе го заврти. Тркалото оди во еден смер се врти, а топчето оди во друг смер. Има граничници, тоа е со пад, кругот има пад кон бројките, и на тој пад има неколку пропречни граничници, не знам како да ги кажам, желевца кои стојат се наредени, некои се хоризонтално поставени, други вертикално се поставени. Па доле е цилиндерот и меѓу сите бројки има желевца, прегради. Ти не знаеш кога ќе почне да падне топчето, како ќе падне, под која агол, на која пречка, како ќе почне да скока. Не може така да се. Не знам која им беше логиката и на никого не му се разјасни како они успеваат да ќеруваат толку пари. Има забрана на многу места. Низ Европа, не тука, него низ Европа има забрана. Половина од колегите на Гордана биле девојки, некои од нив преатрактивни, но според неа тие никогаш немале проблеми со играчите. Освен тоа, и помеѓу нив имало жени. Има жени, беа во тоа време јас кога работев, имаше 3 жени овдека во градов, кои многу се дружеа меѓу себе и обавезно идеа. И тоа знае на вечер да прошетаат 2-3 касина. Во 90-тите во Скопје имаше Скала, Панорама, Континентал и Гранд Хотел, сегашен Holiday Inn. Имаше неколку диви касина, така да имаше каде да се прошета. Идеш овдека изгубиш, па мислиш дека во другото ќе ѓариш, така да се шетаа тие 3 господи, беа на возраст, некои средни години, 40 и нешто, на 50. И беа страствени играчи, меѓутоа они играа блекчек и обично жените играат блекчек. А зашто мислиш дека е тоа така? Па таа е малку по смирена игра и картите се женска игра. Карти воопшто, жените повеќе сакаат карти, а мажите се околу рулетот, тоа е навистина многу коцкарска игра. Таму многу пари повеќе се многу побрзо, поголеми пари се губат и отколку на блекчекот. На блекчекот е игра, може да се игра и од задоволство, помалку комарчиска изгледа, иако и таа е доста опасна игра и таму се губат многу пари. Меѓутоа е посмирена игра и затоа жените повеќе сакаат. Помеѓу другите предрасуди кои ни ги разби Гордана, една има врска со оние сцени кога околу масата за коцкање има убави жени кои голуват вниманието на оние кои добиваат. Спонзоруши не. Значи, џабе име да одат во касино. Затоа што тој што отишол да игра, тој ништо, освен бројките, освен звукот на топчето, ништо друго не слуша. Значи, ништо друго не го интересира, освен комарот. Да, имало лихвари кои биле тука постојано, затоа што кога ќе изгубат пари, а сакаат да играат уште, мислејќи дека ќе се ги вратат парите, ово е тука да му даде пари, да играат, да изгуби што повеќе. Има една поговорка, вика, мајката не плачела што синот оди да се коцка, него што иде да се вади. Значи, тој повеќе губи. Ако изгуби и си отиде, не е проблемот. Проблемот е што кога ќе изгуби, мисли дека следното ќе ќари, па ќе земе под лихва и тука губеле многу пари. Губеле станови, губеле наследства огромни.
губеле коли. Логично прашање за некој кој 10 години сведочел разни судбини на луѓе зависници од комарот беше: дали таа некогаш сочувствувала со нив? Не. Затоа што тие сами доаѓаат, никој не доаѓа. Они знаат да ни речат: аман, што ми прави, зошто си ваков или ваква, сите пари ми ги зема, ваква си, онаква си. Меѓутоа, наше било, ја дојдов дома да те земам, за ушите донесов, тука сам си дошол. Што доаѓаш? Значи, немам, навистина, никој од нас немал ништо за жалење. Имаше еден кој са бајлечки доаѓаше, значи едно касино која работеше до покасно са бајлечки, не до 4. И имаше еден кој пред да оди на работа, ќе дојде, ќе изигра и ќе изгуби. Еднаш кога дојде, изгуби и рече: требаше да идам да им ги купам книгите на децата, вие ми ги земавте парите. И тој да го жалам, па не го жалам. Дури се случувало да утре дента ќе излеземе во кафич преко ден, обично искачаме, нели, бидејќи навечер сме на работа, и во некој кафич ќе го сретнеш играчот на кој вчера си му земал многу пари, ама сега ќе се те псуел, те колнал предходната вечер, ама сега ќе седне со тебе, ќе се напие кафе, ќе те части кафе. Сосема пријателски однос. А дали самата некогаш била играч во казино? Тогаш и мене ме фаќаше таа еуфорија дека си од оваа страна и дека ти можеш да го затвориш касиното. Сега ќе му идеме на тој да ни купи кондори и на крај обично идевме од едно касино, ќе земевме плата, идевме во другото кое ни беше многу блиску. И викавме: сега ќе идеме у неговото касино, ќе му ги земеме парите да се купиме кондори, на крај си одевме дома со пола плата. Ќе изгубиш. На крај ние му купувавме на него кондори. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas. Кога е во прашање среќата, таа е превртлива и поврзана со суеверија, амајли и ритуали. Некои од нив се познати во светот на коцката, но други имаат и личен печат. Ме никако не смееме да кажеме со среќа, бидејќи нели тоа е лоша желба за комарџиите, тие се многу суеверни и обично кога добиваат, обично знаат да самите да дадат
бакшиш и тоа некои знаат да дадат и поголем бакшиш. Тој што го зборам на 12-22, тој имаше, тој е страшно суеверен. Ако почне да губи, истура Кока-кола по тепихот, врти крукчиња околу оската, ни вика дај пукни ми ја мастиката во рака, си правеше некој си, не знам, тој е суеверен, има и многу други, имаат мајли, си носат, се фаќаат за уши, не ми ја ставај чашата од лево на конобарката, ке каже, не ми ја ставај од лево, тоа ми е лош момент, не сакам таму, не ми носи ништо, ти си крив, што ми се насмеа, и така, има мали милион такви. Кога и зошто одлучила да престане да се занимава со оваа професија? 94-та се омажив, 95-та ја родив ќерка ми. Имаше тој период некаде околу година и пол, две, кога не работев во касино, меѓутоа после се вратив и ми беше многу поедноставно што работам во касино, додека беше ќерка ми мала. Се разведов многу брзо по раѓањето на ќерката и остана ќерката, јас да ја раснам, живеев и со мајка ми тогаш и многу му беше поедноставно навечер у 9 саат да ја заспијам, 8:30 ќе ја заспијам и ќе отидам на работа, кога ќе се вратам у 5-6, она уште спие, 7 ќе ја распитам, ќе однесам во градинка, од 8 до 3 саат јас спијам, ќе се одморам од вечерта и после попладнето цело го поминувам со неа, така да тоа ми беше, во тој момент ми беше најоптимална професија. На луѓе кои не можат да останат будни ноќе, кои сакаат сон навечер, тоа им беше несватливо, не можеа да ме разберат, а мене буквално тоа ми беше најдобрата професија што можев да работам во тој момент. За сите оние кои никогаш не влегле во казино, ниту пак играле каква и да е игра на среќа, таа има еден совет. Некој ако му се буди желба да оди да изигра комар, никако да не оди на апарати. Апаратите се механика, која се штелува како што се сака. Не знам, јас до сега не сум чула некој да добил, особено и во Куманово пред некоја година, кога на апаратот почна да свири многу, па му излезе 6, 7, 8 милиони требаше да му се исплатат, не знам дали се сеќаваш. Тоа е веќе кога ќе се преполни апаратот, се е тоа штелувано, и му дошло моментот и да почне и да се расипе, ама тоа на колку луѓе се толку срекни баш во тој момент да седнат, кога ќе му дојде крајот на апаратот. Значи, јас како некој што бил инволвиран во таа работа, не би препорачала никогаш да се оди на апарати. Многу повеќе луѓе губат на апарати, на спортски обложувалници губат многу пари, на ситно губат многу пари. Јас мислам не би препорачала ни на жива игра да иде, затоа што сепак финансии се во прашање, посебно не во ова време кога екзистенцијата на сите ни виси на конец економска криза, секаква криза. Меѓутоа, ако веќе некој толку многу има желба да види како е, како изгледа касино, што е тоа касино, што се случува внатре, да, нека отиде, нека види, нека си одвои од заштедата, од своите пари, од 150 евра. Доволно му е да земе, да си помине 2 сати полека на блекџек, на рулет. Не, ама на блекџек да си помине една вечер, супер. Ама тоа тука да заврши. Имало моменти кога мене многу близок човек ми кажал дојди со мене и
треба да се извадам, кога ќе направам толку и толку, да ме фатиш за уши и да ме извлечеш надвор. Важи. Одевме таму заедно. Дојде до толку и толку и продолжи. Ја му викам, ајде стани да си одиме. Не, чека уште малце. Тогаш бивме заедно со мојот бивши сопруг, заедно со него и двајцата му викам, ајде стани човече, доста беше, нели рече до толку. Абе тргнете ми се, на крај не опсу, не исколна, ние сами си отидовме, он остане и ги изгуби сите пари што јари. Уште нешто. Бројките на рулетот се поделени на 3 дузини. Има, значи, од 1 до 36 и 0. Нулата е на посебно поле, а овие другиве бројки се поделени во 3 дузини по 12 броја. Збирот на сите броеви, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 34 плюс 35 плюс 36, дава број 666. И покрај ваквата морничава символика, Гордана е задоволна што имала можност да работи оваа професија. Таа професија ја смитам за една од поинтересните, ама таа мене ми е интересна. Многу сакав, многу сум задоволна во животот што ми се пружила прилика да работам како крупие. Затоа што таа работа е всушност баш игра, како кога ќе седнеш со пријателите да играш бридж, гледаш да победиш. Истото се случува и во касино, ти против нив и гледаш да победиш. Не затоа што ќе им ги земеш парите. Парите се, ние како крупиери не размислуваме за тоа, него како ќе ги победиш. Ти си победникот, а им се смее затоа што изгубиле. Затоа што ти си, навистина ја сваќаш таа работа како игра. И ја мислам дека е тоа една од поубавите професии во светов. About 20 years ago, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring through the window at the darkness till boredom overtook us and he commenced to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind my saying, I would say you're out of aces, and for one taste of your whiskey, I will give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette, then he bummed a light. The night got deathly quiet, and his face lost all expression. He said, "If you're gonna play the game, boy, you better learn to play it right. 'Cause every gambler knows that the secret to survival is knowing what to throw away, knowing what to keep. And every hand's a winner, just like every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. Никогаш немам влезено во казино, но преку приказната на Гордана се чувствувам како да сум минала многу часови делејќи карти или редејќи чипови. И сведочејќи ја старата вистина, дека најлесниот начин да си ги удвоиш парите и да ги превиткаш и да си ги вратиш во джеп. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You
gotta know when to hold 'em. Јас сум Илина Екимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. Целосен транскрипт на епизодата можете да најдете на нашиот сајт обичнилуѓе.мк. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the